Продолжува малтретирањето и зверското убивање на кучиња од страна на 41-годишниот кочанец, кој на македонската јавност си е познат како монструмот од кочани, реагираат од Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса. Трета година активистите за заштита на животните алармираат дека монструмот кучињата ги носи во напуштен објект на улицата Скопска. Тврдат дека ги остава врзани без храна и вода, но и ги силува, а околу објектот се шири и неподмислива реа од остатоците на животните. Волонтерите од Кочанското Сдружение Втора шанса пред неколку дена повторно во центарот на градот имаат пронајдено силувано и малтретирано куче. Николче и понатаму си продолжува со неговото малтретирање на животните, која последна жртва беше кутрето кое во средата беше најдено силувано во центарот на градот. Постојано ги зима кутрињата од градот или од околните села, во кои насабалето во утринските часови околу 4-5 часот, а оде во околните села и во градот и ги зима кутрињата, потоа ги носи кај него во подрум, каде што станарите веќе во зградата кај што живее се запознаени со случајот. 41-годишниот монструм од Кочани е познат на полицијата. Има и дебело полициско досие, а пред 2 години беше осуден на затворска казна од 3,5 години за извршени 3 кривични дела за семено насилство, силување на маж и зверско изживување врз животните. Волонтерите од Кочанското Сдружение Втора шанса деновиве добиле и закани од него, бараат надлежните во полицијата да преземат мерки. Тој со години наназад веќе се занимава со малтретирање на животните, но ние како здружение не можеме ништо да направиме, затоа ја замолуваме полицијата ако сака да ни помогне во ова случка за да се најдат докази. Сдруженијата за заштита на животните на социјалните мрежи објавуваат фотографии од кучињата кои зверски се мачени. Лани протестираа низ Кочанските улици, а најавуваат дека и оваа година повторно ќе протестираат со цел надлежните институции да го решат случајот.